Во својот град, во својот театар пред својата публика. Никола Тодоровски со ново стендап шоу. 1 октомври, Центар за култура Григор Пеличев, 20 часот. Термин резервиран за шоуто Да болит. Екипата на Охрид Њуз одблиску на сцената, со кој друг како не Никола Тодоровски. Накратко, публиката ќе може да види сат и кусур нов материјал. Насловот на шоуто е Да болит и се надевам дека таква ќе биде и вечерта на првата изведба. Се надевам дека сите ќе си заминат со болка во стомачните мускули. Summer Comedy маратонот го искористив за да го развијам материјалот, затоа што секој стендап материјал се развива заедно со публика, не може да биде се подготвено од дома, така да имаше неколку, што би се рекло, work in progress изведби. Мислам дека шоуто е веќе во солидна форма и мислам дека публиката ќе биде освежена. За стендап комедија е најбитна реакцијата на публиката, зашто ако нема повратна врска, нема шоу. Не е како во театарска представа, каде што публиката безбедно си седи во гледалиштето и размислува и ја следи представата. Во стендап шоуто има доста, интеракција со публиката, така што мислам дека сите заедно убаво ќе си поминеме. Аплауз македонци! Сочувство исто. Да. Во последно време има голем подем, се појавија доста нови имиња, доста нови, да речам, ентузијасти, зашто многу сум среќен. Полека се развива и добива еден посериозен и поголем обем. Исто така, јас во последно време доста се насочив на работа и изведување на шоу на англиски јазик. Сакам малку да настапувам повеќе пред интернационална публика. Пред неколку месеци го снимив и својот прв стендап спешал на англиски јазик, кој што може да го проследат гледачите на платформата Glay. Така што мислам дека добива еден природен тек и се движат работите нагоре. I mean, what do you expect me to do when you say, you have anything to declare, sir? Yeah. 50 kilos of cocaine, let me show you where I put it, huh? Nudge, nudge? Секако дека е предизвик, зашто надвор од земјата не ме познаваат толку многу луѓето, колку што ме познаваат дома. Меѓутоа, тоа само по себе е интересно, затоа што она што е карактеристично за стендапот е дека човек на сцената, тој што настапува, носи произнесува одреден став за работите и тоа секогаш е интересно кога се настапува пред луѓе од друга култура, затоа што едноставно од сам старт работите се различни. Тоа дава голем потенцијал. Порано ми се чинеше дека тоа е недостаток, но како што созревам како артист, како стендап комичар и актер, сваќам дека тоа е всушност најголемиот адут што го имам. Summer Comedy маратонот го започнавме пред 5 години, меѓутоа една година имаше пауза заради ковид кризата. Годишно, секоја година правиме по 21 или 22 шоа во континуитет, без воопшто да има пауза, што само по себе, мислам, за град како Охрид е огромно достигнување. Фестивалот го правиме во култното место за џез и за комедија Џезин. Публиката оваа година јас дури сум изненаден затоа што доаѓаа луѓе кои што буквално првпат доаѓаат на тоа место, што значи дека чуле и полека работите се развиваат. Имавме доста интернационални гости од балканскиот регион. Се надевам за следната година ќе успееме да обезбедиме малку повеќе средства и да поканиме и други луѓе, од пошироко од Европа да дојдат да гостуваат. За сега фестивалот беше комплетно финансиран и поддржан само од екипата и секако од медиумите кои што редовно не пратат, со најголем акцент на Охрид Њуз, за кој што сме бескрајно благодарни. Мој македонски пасош код немског полицајца, он ме гледа овако, скенира ме човечева и пита, Was is the purpose of your stay, sir?
кога се настапува во клуб, секако атмосферата дека е поинаква, со оглед на тоа дека таму се конзумира и алкохол, малку е по, да речам, опуштено, малку по-пикантни теми можат да се начнат, меѓутоа таму е каде што материјалот се развива. Секако сцената од друга страна па дава фокус, нема премногу звуци и публиката е пофокусирана и секако сцената е, мислам, дава други можности за изведба, изведбата добива друг квалитет. Не можам да издвојам што е подобро. Добро е и кога се настапува пред 40 души, а вечерта е пеколна. Добро е исто така и кога се настапува пред 500 души и вечерта е исто така пеколна. Така да. Начелно имавме, да речем, први средби да го разгледаме креативниот дел заедно со екипата. Мислам дека во сиве овие месеци, ако не веќе и години, на криза од секаков можен карактер, болести, економска криза, мислам дека на луѓето им е насушно потребно нешто од таков карактер, нешто што малку ќе ги разведри, ќе ги опушти, ќе ги насмее, ќе ги расположи. Така да мислам дека оваа година спектаклот ќе добие една поинаква, поубава димензија од претходна. Го правиме генералниот концепт, каде што, кога, значи прво се почнува со тие работи, секако дека ќе има неверојатен богат музички дел, секако дека ќе има дел на комедија, значи стандардот ќе биде задржан, меѓутоа ќе биде подигнат на едно поинакво ниво. Па идните планови се конкретно со моето шоу Да боли, значи веќе ја договорив турнеја низ Македонија, низ градовите поголемите места во Македонија, Битола, Скопје, Штип, за сега Струмица исто така, значи тоа е идејата да го прочитам шоуто, да му овозможам на што поголем број на граѓани да го видат. Секако дека ќе има повеќе изведби во Скопје со оглед на големината на градот. Исто така шоуто ќе биде адаптирано на англиски јазик и планираме на европска турнеја. Јас веќе претходнава година имав неколку настапи, мислам, учествував на сите порелевантни фестивали на Балканот за стендап. Исто така имав настап на англиски во Барселона и во Амстердам. Полека работите се движат на нагорна линија и на тој план и се надевам дека ќе биде интересна турнеја. Јепа, драга бандо, како е? Се гледаме на 1.10. шоуто Да болит. Нов стендап материјал, нови смешки, истите луѓе, тие што останавме во Охрид, тие што не, ќе дојдат на лето. Се гледаме на 1.10. Центар за култура, 20 часот. Јепа!